Доктор Ристо Симеонов, специјалист по детска хирургија, наш гостин денеска. Имаме повеќе теми за разговор. Добро утро, официјално. Добро утро. Поздрав до гледачите на македонската телевизија. Докторе, ќе започнеме со една тема која што чинам дека секогаш е актуелна. Има многу неодговорени прашања и многу прашања кои што ги загрижуваат родителите со не толку точни одговори, како делуваат како заблуда, но всушност што крие и што може да предизвика воспаление на слепо црево. Ајде прво да дадеме вовед во темата. Слепото црево всушност представува слеп завршеток на делот цревата и воспалението настанува како резултат на обструкција на луменот од копролит, страно тело, најчесто се наоѓаат семки од сончоглед. Па то да, прво ќе ве прашаат кој е причинителот, зошто довело до таква состојба, обично кај помали деца. Всушност, кој е проблемот? Во секоја возраст може да се воспали слепото црево и воспалението настанува во ѕидот од слепото црево, почнуваат да се размножуваат бактерии кои што ги има, постојат, меѓутоа кога ќе се зголеми нивниот број, тие стануваат веќе патогени и слепото црево оттекува, ѕидот постанува напнат, и ако во период од 24 до 36 часа не се препозна и не се направи хируршка интервенција, може да дојде до перфорација, односно да пукне ѕидот на слепото црево и да настане перитонит, односно воспаление во перитоналната шуплина, што може да биде многу сериозно по здравието и животот на детето. Една заблуда постои дека детето пред училишна возраст не може да му се случи воспаление на слепо црево. Може да се случи, меѓутоа многу е тешко да се постави диагноза кај дете до 3 годишна возраст, затоа што не соработува. Дека станува збрзо. Прегледот е отежнат и најчесто кај тие деца интраоперативно наодот на воспалено слепо црево веќе е со перфорација. И кога ќе се случи, не дај Боже, ете таква ситуација да пукне, што може да се случи од таквата состојба? Благодарение на ерата на антибиотици, со двојна или тројна антибиотска терапија кај перфорирано или пукнато слепо црево со веќе развиен перитонит, состојбата ќе се среди. Ќе се нормализира. Треба подолг временски период, треба исхрана веројатно, повеќе повлекува. Перфорирано слепо црево, постојоперативниот период е подолг, од 3 до 5 па и до 7 дена. И дома детето треба да продолжи со режим на исхрана, односно со диета. Меѓутоа, компликациите постоперативни кај перфорирано слепо црево се поголеми од адхезија, односно илиус, преплет на цревата, до други компликации како што се болка, подолготрајна. Треба ли да се следи подолг временски период да не дојде до компликација, како што велите може да дојдат до низа Има рани и доцни компликации, најчесто се раните компликации во првите 7 до 10 дена, затоа се прават контроли првите 2 недели до 1 месец. После тоа компликациите се многу ретки. Се многу ретки. Како да се препознае дека станува збор за таква состојба? Има неколку индикатори за кои што велите, ете, разговаравме. Клиничката слика на воспалено слепо црево е типична за состојбата, за болеста. Болката најчесто започнува околу папокот. После неколку часа се локализира десно од папокот, во десниот хемиабдомен, во десната половина од стомакот. Може да биде во левата? Многу ретко е. Може да биде во левата, ако слепото црево е од левата страна, меѓутоа тоа е состојба која што се јавува 1 на 100.000 или можеби 1 на милион случаеви, каде што сите црева се во обратна положба и дури и некои други органи се во обратна положба. Меѓутоа, типична локализација на слепото црево е од десната страна на папокот. Како се развива болеста, така и напредува и клиничката слика, може да има покачена температура, гадење, не мора. Гадење, нагони за повраќање, обстипација, запек или пролив, малаксаност, губење на апетит. Тоа се типични клинички знаци за акутно воспаление на слепото црево. Докторе, доволно ли е, или тоа искуството си го прави своето, само да може со прсти да го испипате? Обично така се прегледите од мали, ги паметиме дека се тие прегледите. Дали е тоа доволен индикатор да се знае? Доволен е. За искусен хирург доволно е со физикален преглед, со клинички преглед да постави диагноза за воспалено слепо црево. Затоа што има неколку карактеристични знаци кои што говорат дека се работи за воспалено слепо црево.
Како и да е за родителот е битно при болка во стомакот, посебно од десната страна, и другите симптоми што ги набројав, да се јави кај матичен педијатар, кој што верувам дека ќе препознае дека се работи за воспалено слепо црево и ќе ги препрати кај детски хирург. Постојат и дополнителни испитувања, не е само клиничкиот преглед, лабораториски анализи каде што има покачени инфламаторни, односно воспалителни параметри, леукоцит и ЦРП, и се прави ехо или ултразвук на абдоменот и радиолог, детски радиолог може да го визуализира слепото црево и со тоа се поставува дефинитивна дијагноза. Кога се преминува кон оперативен зафат? Кога решавате дека еве вие воспалено слепо црево се лекува исклучително хируршки, односно со оперативен третман, и веќе кога имаме дијагноза за воспалено слепо црево, следно што следи е операција. Едноставно тоа не се преминува кон антибиотска терапија па да се смири, не може така. Слепото црево може и да се смири, дали од антибиотска терапија или од само по себе, меѓутоа при повторен атак на воспалението напредува многу брзо, затоа што не се враќа слепото црево во првобитната положба, него напредува воспалителниот процес. Има уште една заблуда дека ако се отстрани еднаш, повторно ќе порасне. Не, еднаш отстрането слепо црево не може повторно да порасне. Да. Начинот потоа на живот се менува ли кога ќе се отстрани? Ги споменавме тие први денови, 2 недели контроли, касни, да речеме, некои нешта ако се искомплицираат, но потоа начинот на живот се менува? Во принцип не се менува многу начинот на живот. Има кај некои деца кои што претходно биле слаби и немале апетит, после отстранување на слепото црево да се зголеми апетитот, па дури физичката сила да се зголеми. Дали има поврзаност или не знам, меѓутоа се случува кај деца кои што биле слаби, после отстраненото слепо црево да имаат зголемен апетит. За жал, доктор, ќе зборуваме на една тема која што за вас е, може да кажеме, секојдневие. Нема да ве прашам за причините, туку затоа што не можеме да зборуваме за причините за тумори. Туку ете ќе ве прашам кои се индикаторите како родители да забележиме дека станува збор за такво нешто. Ако немаме вродена. Морам да кажам дека туморите во детската возраст за жал најчесто се малигни. Најчести малигни тумори во детска возраст се неуробластомите. Тоа се тумори кои што настанале од дегенеративни промени на симпатичкиот нервен систем и најчесто се во надбубрежната жлезда или во ретроперитониумот, односно од двете страни на рбетниот столб. Потоа се нефробластомите или вилмсовиот тумор, тоа е тумор на бубрегот. Тој настанува заради мутации во ДНК-то на зрелите, на здравите бубрежни клетки. Заради мутација во ДНК, тие мутираат во малигни клетки, а за неуробластомите да напоменам дека тие промени дегенеративни во симпатичкиот нервен систем настануваат пренатално. Значи, уште за време на бременоста настануваат тие промени. Во таква состојба се следи... Пренатално ехо не може да диагностицира неуробластом. Кога почува да се следи тоа? Кога ќе почне да расте. Значи, кога ќе почне да расте туморот, дали при случаен преглед заради друга состојба, може да се види на ехо или ултразвук, али најчесто кога ќе дојде до надуеност или деформитет на стомакот кај детето, родителот ќе примети дека од едната или од другата страна стомакот не е ист. Значи, од страната на туморот е по-надуен, значи по-деформиран и тогаш при преглед и понатамошни инвестигации, ултразвук, компјутер, магнетна резонанца, ќе се види за што се работи. Иако медицината оди многу напред, вие го работите тоа секојдневно и ако ве навратам години наназад, ќе речете дека сигурно е отидено напред. Се уште не можеме за причините ли да зборувам? Не, нема конкретни причини кои што можеме да кажеме да причина за појава на тумор е таа и таа. Исто сакам да наберам дека во детска возраст малигни тумори се саркомите, односно тумори на коските и мекките ткива, како што се мускули и тетиви. И тука е леукемијата, односно тумор на крвта, односно на белите крвни зрнца. За жал, карактеристично за сите овие тумори е што се малигни.
Третманот кај туморите е операција, значи оперативен третман. А потоа? Потоа следи хемотерапија и радиотерапија. Сакам да напоменам дека онколошката хирургија во детската возраст е многу комплицирана хирургија, затоа што од една страна треба да се извади туморот во целост, а при тоа, посебно кај неуробластомите и вилмсовиот тумор, големите крвни садови, главната артерија и вена, аорта и вена кава, се избуткани од туморот, односно се залепени за туморот и треба многу внимателно и прецизно да се одвојат, затоа по мене онколошката детска хирургија е една од најкомплицираните хирургии. Докторе, кога ќе направите таков хирургијата зафат... завршува во тие неколку часа и Да. постоперативно во наредни 7 до 10 дена. Меѓутоа, потоа продолжува период од неколку месеци на хемотерапија и радиотерапија, кои што за детето се многу тешки, многу болни, многу комплицирани. Некои деца тешко поднесуваат хемотерапија и радиотерапија. Кај некои тумори и предоперативно се дава хемотерапија. Така тоа е еден многу долг, болен процес на борба за живот. Буквално како што кажавте, кога имате таков зафат, кога ќе го извадите туморот, можете да предвидите течение понатаму? Се чека патохистолошки резултат. Значи, секогаш се чека Буквално кажам патохистолошки да знаете со резултат, што си имате работа. за да се знае, во принцип, се знае дека е малигни тумор. Али во кој стадиум Да. не може да знаеме се додека не добиеме патохистолошки резултат, каде точно ќе се опише стадиумот на болеста и туморот како реагира на хемотерапија и тука ќе се знае до некаде прогнозата на болеста. Освен тоа што споменавте мешето кај детето да нема симетрија, кои се некои индикатори Значи, најчесто за родителите? замор, не напредува тежина или има губиток на тежина, нема физичка сила, губење на апетит, бледило, затоа што може и да има редукција на крвна слика кај малигна болест. Најчесто тие се Може во индикатори. обична крвна слика тоа да се забележи? Кај некои тумори може. Да. А кај некои, за жал, и потешко иде диагностицирање. Потешко, али веќе кога ќе имаме таква состојба, мораме да ги направиме сите потребни инвестигации и Да, целокупниот третман. Да. Вие сте докторот кој што ја направи првата трансплантација на бубрек кај дете во Македонија во 2009 година. 2009 Може ли да ве година. вратам во 2009 Може, година? да. Да. Од таа перспектива и прв пат кога верувам дека кај вас особено како доктор, освен што го надополнувате вашето портфолио, кај вас имало сигурно емотивна, посебна возбуда целиот тој процес дека се случува за прв пат во Македонија. Да. Како добар познавач на таа, да речеме. Сето тоа беше како една бајка. Беше предизвик за целиот тим. Ја направивме првата трансплантација во 2009 година. После тоа се направени уште 12 трансплантации Тоа на сакав да ја бубрек кај прашам. дете. И потоа напреднати сме во тој дел. Сакам Каква е да кажам оваа дека состојба кај нас? болницата Аџи Бадем Систина ги исполнува сите услови за правење, односно вршење дејност, трансплантација на бубрек, не само кај деца, туку и кај возрастни. Во Аџи Бадем Систина има комплетна екипа на доктори, медицински персонал, опрема, инфраструктура, Се што ви треба. се уште чекаме одобрение од Министерството за здравство. Се надевам дека некој министер ќе има слух да го Да. одобри тоа. Се со цел да се помогне на граѓаните. Точно. Кога сме кај децата на оваа тема, има ли напредок пред 2009 година, кога тогаш беше чудо што се случи, еве сега сме 2023 година. Како е на оваа тема кај деца? Кај деца трансплантација на бубрек има технички напредок во однос на опрема, на потрошни хируршки материјали, во однос на предоперативни анализи, крвни групи, ХЛ, Има ли типизација. голема потреба од вакво нешто кај дете? Најчести причини кои што доведуваат до откажување на функцијата на бубрезите кај деца се наследни причини, вродени аномалии, потоа може да бидат наследни болести, инфекции чести или нефротски синдром, обструктивни уропатии или рефлуксна болест, сето тоа доведува до откажување на бубрежната функција. Постојат
два начина на трансплантација. Едниот е преемптивна, односно пред да откаже комплетно бубрежната функција, да се направи трансплантација без претходна диализа. Тоа е полесниот начин? Тоа е подобриот начин за детето. Меѓутоа, ако веќе мора детето да се стави на диализа, најчесто тоа е перитонална диализа, која што родителите ја прават дома на вечер, секоја вечер, по неколку часа, тоа да не биде подолго од 2 години. Значи, во наредни 2 години да се направи трансплантација на бубрек. Животот на диализа е многу тежок и за детето и за родителите. Затоа што детето, верувам, навечер спие, меѓутоа родителите, додека трае диализата, не може да немаат спијат. мир, значи мора Апсолутно, да гледаат што се случува. Ќе ве прашам и за квалитетот на живот. Потоа, Имаат квалитетен живот, примаат доживотна имуносупресивна терапија и имаат квалитетен живот како и сите според други деца. случаите до сега, Сите случаи се во добра кондиција. го знаете детето, еве години после тоа што го опериравте? Да, во контакт сум со сите Да. деца. Веќе се момчиња. Да, веќе верувам, да. Ако навратам повторно, не само на оваа тема, и на повеќе теми во делот на детската хирургија, обично станува збор за една многу комплексна дејност во делот на здравството. Дали сме напреднати во Македонија? Да, ние го држиме чекорот со сите европски центри. Учиме се, едуцираме, Добро. набавуваме опрема. Пак сакам да напоменам дека Во делот на третманот, во делот на операциите. во болницата Аџи Бадем Систина има комплетен тим од педијатри до доктори на детска интензивна нега, детски хирург, современи операциони сали, детски анестезиолози, детски радиолози. Детска хирургија во Аџи Бадем Систина е на високо ниво. Добро, Детската хирургија е комплексна затоа што фаќа од општа детска хирургија до детска траума, урологија, абдоминална хирургија, неонатална или новороденечка хирургија, онколошка хирургија. Сите хирургии на едно место. Колку имате искуство работа, докторе, сега да ве вратам? Работно искуство во Аџи Бадем Систина 5 години и претходно 18, значи 23 години. И за овие 23 години, колку се пациенти ви поминале низ раце? Многу, можам да Да, кажам и деца. дека сигурно, да не претерам, повеќе од 12.000 операции. Така, она што секогаш не знам, со посебно внимание се гледало кон детската хирургија, не само поради тоа што е комплексна, од причини што кај нас некако се, затоа ве прашав колку ги следиме светските трендови, се затајувало во делот на резовите, па да не се забележува лузната, естетска се разбира. Ве разбирам. Да, и тоа се и мали за родителот деца. најбитно е естетскиот момент. Да. Да ја види И раната затоа на ве прашав, кожата. колку ние сме напреднале За во тој родителот е дел. битно да види раната на кожата. Да. Сме напреднале затоа што нема надворешни конци, че нема конци што потоа се вадат. И обично стана и се става до згора дермабонд или лепак, тоа е еден вид заштитна фолија, а сите конци во принцип се внатрешни ресортивни. Многу ретко се ставаат надворешни конци. И останало за малите деца, особено ако не треба да се шие, нека не се шие, нека се залепи. И прво прашање колкав ќе биде резот, второ дали ќе се сошие ласерски. Так, и дали ќе се двете познава прашања на потоа. секој родител. Да. Но секако во делот дека е напреднато добро, можеме да бидеме малку и поспокојни во тој дел. Драго ми беше што ве видов малку и во еден непосреден разговор. Се разбира, секој доктор има од една страна еден професионален однос со пациентите, но од друга страна и вие сте луѓе. Се соживувате посебно со со сите децата приказни. мораме и ние да бидеме деца. Да. Се соживувате со сите приказни, тука па не се само децата, докторе, тука се родителите со цело Точно, али семејство. со децата треба да бидеме деца, со родителите возрастни. И обично знам докторите да ги прашам дека и по толку години искуство и пациенти, колку кажавте дека поминале деца низ ваши раце, може ли да кажеме дека еден доктор може да стане имун? Дека треба само професионално да гледа на пациентите, дека емотивниот момент може да го Многу извади. тешко. Многу тешко. Секој има во себе емоции, али многу е битно за хирург посебно тие емоции да ги трне на страна за време на операцијата.
А веднаш потоа може да. После да си продолжи. Може да биде дел од семејството, се разбира. Ви благодарам за разговорот. Ви благодарам на вас за Да, поканата. се гледаме, се разбира и во друга прилика и на други теми. Комплексна е детската хирургија. Многу. Опфаќа многу теми, ќе Една од направиме. најтешките специализации. Да. И се надевам дека и млад кадар ќе има повеќе и од оваа област. Се надевам. И вие јас. се надевате. Се надевам. Добро. јас. Благодарам. Благодарам на вас.